Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетичи денеска најави дека е во подготовка нова листа основни прехрамбени производи за кои се предвидуваат мерки со кои што треба да се намали нивната цена. Тој не прецизира кои се тие производи и дали мерката ќе биде замрзнување на цената, но рече дека сите мерки што ги носи владата се во насока да им се помогне на граѓаните, но при тоа и компаниите да остваруваат одреден профит. Веќе е донесена одлуката за намалување на одредени царински давачки за тестенини и производи од доматно пире и така натаму, кое што би требало да придонесе да се намалат цените на овие производи. Се разговара и се прават анализите последни за одредени производи кои што се во сегментот на млеко и млечните производи. Секако ние не сакаме да нанесеме штета кај стопанствениците, но пак ќе кажам, ќе треба да сите заедно впрегнеме сили да ги намалиме цените за да граѓанинот биде најмалку оштетен во овој кризен период. И наскоро мислам дека веќе наредните денови, ако не следната недела, ќе имаме нова листа на продукти кои што секако ќе бидат обзнаени со нови мерки. Во врска со примерот на Франција, каде што се замрзнати речиси сите цени на прехрамбените производи и дали такво нешто може да се примени и кај нас, вице-премиерот за економски прашања рече дека идејата за давање субвенција не била да им овозможи на компаниите да го зголимат профитот и дека тоа нема да биде дозволено. Идејата на давањето на субвенција не беше да овозможиме на компаниите да го зголимат профитот. И тоа нема да биде дозволено. И затоа да, замрзнувањето на цени не значи дека компаниите не генерираат профит, но нивниот профит е помал. И тоа на сите треба да им е јасно. Дури во замрзнатата цена на лебот од 33 денари има маржа на добивка, кој што е профит за компаниите, но тој не е тој кој што они би го очекувале. Во кризен период сите губат нешто, но сите добиваат, а добиваат тоа што граѓаните ќе бидат задоволни и помалку ќе осетат кризата. Тоа е клучно и тоа е клучната порака која што сите треба да ја понесеме. Од Сојузот на синдикати на Македонија вчера ги објавија пресметките за месечните трошоци на домаќинствата. Тие потенцираат дека цените неоправдано растат и дека се осиромашуваат работниците, додека компаниите профитираат од такви неоправдани, нелогични и нечовечки зголемени цени. Иако инфлацијата се намалува и за месец февруари изнесува 16,7% и е намалена за 0,4 споредбено со месец јануари, сепак синдикалната минимална кошница се зголемува. Според пресметката, вредноста на синдикалната минимална кошница за месец февруари изнесува 50.909 денари и е поголема за 110 денари споредбено со синдикалната минимална кошница за месец јануари. Зголемувањето е поради порастот на индексите на трошоците на живот во февруари 2023 во споредба со претходниот месец јануари, и тоа значително кај исхрана и пијалоци од 0,9%, домување 1,3% и кај хигиена 2%, се наведува во објавата на Сојузот на синдикати на Македонија.